мислам дека неговото заминување, односно бегање од земјата и избегнување на казната затвор за Македонија ќе има големи реперкусии, особено од аспект на она што значи ревоспоставување на принципот на владење на право во државата. Имено целиот отпор во Македонија всушност започна поради тоа што граѓаните чувствуваа правна несигурност, беа жртви на селективна правда, а од друга страна беа сведоци на тоа како политичарите 27 години поминуваат неказнето за делата кои што ги сториле. Токму со овој случај ние ја изгубивме шансата, односно власта ја изгуби шансата, да им покаже на граѓаните дека навистина сака да направи промени во Македонија, кога станува збор за неказнивост. Мислам дека пропустите кои што се направија во случајот на Груевски, ако не доведат до тоа да има одговорност од оние кои што биле компетентни да постапуваат во случајот, особено Министерството за внатрешни работи, дека на крај за Македонија ќе значат големо фиаско, особено кога станува збор за пристапните за преговорите за членство во Европската унија. Мислам дека не може да се работи за несмасност, не може да се работи за незнаење. Мислам дека се работи за договор и мислам дека изјавата на Заев, поднос на помирувањето, беше вовед во сето она што понатаму се случуваше. Тука мислам дека никој нема против поднос на тоа дека треба да дојде до такво нешто, да, но не во овој момент, без да се случи претходно правда. Премиерот не може да се постави над правосудните органи. Премиерот и Собранието на Република Македонија не можат да амнестираат луѓе за кои што се водат веќе постапки. Ако тоа се случи, тогаш ќе дојде до апсолутно урнисување на владењето на правото во Република Македонија. Малтене секој пиле во Македонија знаеше дека се купуваат гласови за да се изгласа договорот од Преспа. Вие се сеќавате дека беше укинат притворот на пратениците за тие да дојдат да гласаат. Мислам дека од тука почна се и мислам дека можеби бегството на Груевски, односно овозможувањето на услови да Никола Груевски ја напушти земјата и да ја избегне казната затвор, одат во пакет. И дека тоа дел од договорот. Меѓутоа, мислам дека секогаш мора да постојат црвени линии во остварувањето на целите. Колку и да се тие цели важни за Република Македонија, не сме да се прегази преку правото и законот.